Јас сум Христо Петрески, уредник и водител на емисијата во Потрага по вистинскиот збор на Вистел телевизија. Имам задоволство и вечерва да разговарам со уште еден творец, во случајов тоа е Викторија Велева, а имаме и повод. Поводот е нејзината нова книга Разголена душа. Па ајде ќе почнеме од нејзината нова книга Разголена душа. Самиот наслов е доволно метафоричен и доволно асоцијативен. Всушност, ние авторите, творците, постојано се разголуваме. Сега, тоа наше разголување некогаш е преголемо, некогаш е дискретно, некогаш им се допаѓа на читателите или на гледачите многу, некогаш не многу, а некогаш им се допаѓа и премногу, бидејќи сите очекуваат некакви пикантерии, некакви детали. Па ајде сакам околу насловот. Зошто го избра токму овој наслов Разголена душа? Тука се внесувам целата јас емотивно. Ја разголувам душата, пошто сум многу емотивна особа. Има и делови поезија и проза. И самото срце ми збори се. Во неј се разоткривам од целина. Дали од секојдневието, дали од разочараноста помеѓу човечките односи, дали од минатото, детството, сигурно љубовите минати и остварените желби. Сигурно имало некои што те искарале, односно што те опоменале, да не се разголуваш толку многу, односно да оставиш нешто неразголено. А зошто те опоменале? Најверојатно затоа што се уплашиле дека некој може да ја злоупотреби твојата преголема искреност, отвореност, па би рекол и разголеност. Но како и да е, творештвото, посебно поезијата, прозата, како што е во овој случај, бара разголување, бара искреност, бара непосредност, доживеаност, непосредност. Зошто? Затоа што тоа што е лага, тоа што е микрија, тоа што е прикривање, тоа е блеф. Тоа брзо се разоткрива. А јас, како пример за ова, само ќе кажам, дека најмалку можат да се лажат децата. Јас сум бил на многу читања, на многу средби. Децата се неверојатен лакмус. Ако им читате неискрена песна, тие одма галамат, не слушаат. Концентрацијата ја губат. Така, а ако забележат дека авторот, тоа што им го чита или тоа што им го зборува, дека е искрено, тие вака со отворени усти и очи го слушаат. Доволно за насловот, би сакал да кажам дека оваа книга, Разголена душа, е еден необичен спој. Спој на поезијата и прозата. Така. Тоа ретко се случува кај нас, во една книга да има и песни, и раскази. Така направивме да биде поразиграно. Да, и необично е што кај тебе во оваа книга тие песни и раскази не се строго поделени во два дела. Напротив, значи, читаш песна, потоа доаѓа расказ, па пак песна, па некаде пак расказ. Значи, нема некое правило, иако може би има, ти си го знаеш тоа, кога си ја создавала и си водела грижа за композицијата на книгата. Но зошто овој спој поезија и проза во една книга? Зошто некако сите, да речеме, што прават во една книга песните, во друга расказите, или во еден дел песните, во друг дел расказите? Па така бев советувана од моите рецензентки и да не биде монотоно. Да не биде монотоно, да ме запознаат од сите аспекти, а во второво издание што следи, втората книга, ќе ја направиме таа поделба посебно да биде проза и поезија, веќе се подготвува. Ама во една книга? Во две книги ќе биде оделно, така ја би сакала. Добро, значи најава колку да ме запознаат дека имам талент и кон прозата. Значи најава за фактички покрај ова книга, за уште две, значи за фактички 3 книги. Да, благодарам на Виолета Ачкаска, која е моја рецензентка, или исто модераторот Благојка Филипчева,
кој што многу ме поттикна, поддржа. Така. Јас сум членка во Сдруженијето на писателите на литературни творци на Република Македонија. И без нивната поддршка и мотивираност да излезат овие мои дела да го видат светлината на денот, немаше да се реализира. Значи, Многу им благодарам. Значи ти требаше сепак Поттик, да, поддршка, огромен поттик. како што обично се вели, ветер во грбот. Да, ветер во грбот од личности кои што за себе имаат оставено многу дела. А зошто, ајде, малку наивно да прашам, иако го знам јас од И ова дружение, само да докажам дека постои веќе 30 години, Така. позади себе и работи на принципот на самофинансирање и мотивирање на едни членови да пишуваат книги и да творат. Сакам веднаш да прашам, Да. бидејќи неодамна ја објави првата книга и го помина тој пат на човек кој што претходно има многу објави во заеднички книги, во групни изданија, но немал своја посебна книга. Пред малку одговори и кажа дека сепак некој треба да те поттикне, да те охрабри, да те поддржи. Зошто самата ја немаше таа храброст претходно да се одважиш да објавиш самата книга? Затоа што беше строга кон она што го пишуваше, се плашеше како тоа ќе биде пречекано од јавноста, од читателите, од публиката, или немаше сретната личност, односно личности. Да, нема сретното соодветни личности кои што сме истомисленици. Така, Со иста вибрација која што Одлично. заедно вибрираме. Така. И тоа многу ми значи поддршката. Го Ми очекував, даде голема сигурност. го очекував тој одговор, бидејќи на вистина Прво беше наива на Фејсбук, така одредени критичи во младоста се осврнував. Оде во театар, во кино ме носеше, родителите ме носеа, ја гаја љубовта спрема театарот, киното. Правев критички осврти на некои представи, например на опасни врски во Охридско лето, имав напишано критика за сценографијата, мајка ми налета на еден лист, жолт лист хартија. Вика, па ти, Вики, убаво си пишувала, критички осврт, вика, многу ти убаво. Каде ти е, вика, ова критика, дај, почни да пишуваш. И така, постепено почнува да се пишува, ама ете, тоа жарче тлееше длабоко во мене. Да, ама требало да најдеш Да најдам. да се сопнеш во наводници Да. на соодветен камен. Кој ќе се сопнеш на адекватниот, на соодветниот камен, тогаш знаеш дека си се сопнал и дека или ќе паднеш, убаво ќе паднеш, Или ќе се издигнам. или ќе се кренеш. Но, во овој случај станува збор на вистина за една убава. А некогаш и пресвртниците во животот, се извинам што ве прекинав, да. ве натерува да го цените повеќе животот. Позади кога излегувате од болничките ходници, например, го цените животот повеќе, или кога губите семејната куќа која продавате, која што сте ја сакале толку многу, и кога ќе го видите карактерот на луѓето кои што ви ја земале, и тоа ме мотивираше, губитокот на куќата, продавањето. Тоа почнав да го опишувам, љубовта кон мојата куќа во Тафталиџе, каде што живеевме, во преселбата, во стан, кој го доживав како затвор. Носталгијата, значи. Носталгијата ме поведе, да. Сега, книгата се отвара со рецензијата на професор доктор Виолета Ачковска. Таа навистина има еден многу убав текст напишано за твојата книга. Јас не знам кој дел да го прочитам, бидејќи не можам цела рецензија да прочитам, еве ќе прочитам два дела во кои што Ачковска вели. Три ќе прочитам. Пократки. Поезијата во проза и кусите есеистички раскази од перото на Викторија Велева се нижат со својата полност на чувствата, изнесени без задршка, без некое примислување. Тие ве допираат во срцето, искрено, топло, човечки, и тогаш кога пренесува прекрасни описи на природата, и тогаш кога со неизмена љубов зборува за животните, и тогаш кога зборува за луѓето со кои го поминувала својот животен пат, или пак за оние за кои мечтаела.
Викторија Велева е полнокрвен поет и жена, која знае да љуби со силни емоции, која ги открива убавините на светот на интимата, помеѓу мажот и жената. И рецензијата ја завршува со една сумарна констатација. Поетско прозната збирка Разголена душа е книга што се чита во еден здив, која ќе ви отвори многу скриени ковчежиња во вашата душа и која ќе ви исполни со убавината на поетскиот израз. Како ја прочита и како ја доживеа ти ова рецензија од Ачковска? Многу ме Како толкување, проникнала во мојата суштина, во мојата душа, целосно ме прочитала. Така. Многу прекрасна рецензија. Велат кога жена за жена ќе каже нешто Да, тогаш убаво, нешто позитивно. Ја не сум од тие жени што љубоморат на другите или завидуваат. Тоа треба, Искрено го кажувам. Да, треба Тој што е... двојно да се цени и да се почитува. Да. Уште сме на планот на оваа книга. Веднаш да кажам дека покрај рецензијата тука се циклусите Интимни проблесоци и Љубов многу зрачна. Тоа е втората книга што ќе следи. Така. Одделена со проза и поезија. Сега, ајде накратко, Тоа е две книги ќе бидат. како ти ја гледаш оваа книга? Како ти им ја препорачаш на гледачите, на читателите? Што да очекуваат, што ќе најдат во твојата разголена душа? Какви песни, Ќе какви најдат раскази? љубовни песми, Така? таговни, жалобни, премрежија во животот кои што секој може да ги доживеал, ќе се пронајдат некојаш и самите себе си, ама не можеле така да се искажат. Така. И со таа чистина искреност на зборот. Велат дека... Ќе го најдат критизерството кон лицемерието. Значи психолошки малку и ги обработувам луѓето. Некојаш кога почнувам да пишувам, не знам како ќе заврши, дали ќе заврши со среќен крај или со тажен крај, како што и вие самите, или сте писатели и тоа и самите го кажувате. Сосема сте во право, сосема е така. Енигма е, чисто енигма. Секој автор погрешно изјавува и мисли дека однапред знае што ќе напише или што ќе наслика. Дури и актерот што ги знае репликите, ама и тој не знае како ќе заврши неговата игра. Ако таа представа играл толку пати, ако истите ти реплики говорел постојано... Нешто ќе додаде, и додаде хумор. Зашто животот е нова секвенца, нов миг. Во животот нема репризи. Тоа што се случува еднаш и никогаш повеќе. И токму тоа, изненадувањето од како тече тој процес на создавање и од крајот е всушност најголемото задоволство и само задоволство на творецот, односно на авторот. И уште нешто. Сите писатели пишуваат автобиографски. Дали е 90 или 99% тоа што е во книгата... Во случај јас си го спомнувам името, не го кријам. Да. Али во прозата може да се сменат имена. Така, но главно авторот пишува за себе. Така е. За своите доживувања, своите искуства, своите емоции, своите потешкоти, како што речете, своите премрежиња, своите проблеми. Кога највеќе ме вдохновува, например, езерото, Охридското езеро, природата, морето. Може и не случајно, пошто сум крстена во Охридските води во 99-та година. Може да забележите и на самата корица, кој што работеше Јован Мазгански. Од твоето крштевање. Да, со попот Димитрија. На 27 години. На 27 години, да им кажеме на тие што не се крстени, може да се крстат. Може кога сакаат, да се крстат и подоцна. Така, сега. Како прочистување на душата. После тоа ми следеше тешка болест, како презнак, ако добише некако повик, еве Господ ќе ти помогне после таа тешка болест. Ова прашање што сега тебе ќе ти го поставам, Викторија, прв пат го поставува. Иако книгава ја објави неодамна и беше промовирана неодамна,
Кога сега повторно би ја објавувал истава книга, нешто би променила? Би додала, би одзела или... Не, тоа е тоа, нема што да се менува. Добро. Бидејќи тоа е тоа, ние сега ќе ставиме Може да се додаде само. една точка. Уште многу изданија, мислам и бараат многу читатели, не можам да навасам. Да. Повторно печатиме, Затоа што ги подаруваш. И ги подарувам и така. Така. Интересот е преголем. Сега сакам да ги представиме и овие други изданија во кои што си ти застапена. Да. И веднаш да кажам, еве вака јас на брзина ќе ги прочитам нивните наслови. Хероите на Македонија од група автори, книга број 1 и книга број 2. Поезија за Македонија, исто така од група автори. Понатаму, архангелски песнички Здруженијето на дани. просветни работници соработува со Дунавски венец. Ова е Србија. Да, Бориво Боро Живеневич Така. е председателот. Живеневич. Исто така, Божични стихозбор, Божична стихозборка. Да. И ова е Од Србија, заедничко издание Порешто на ова македонски исто, да. и српски, значи 10, книга број 10, книга број 11. Да. Поетите пеат од група автори, издание Самарјани, да, пофалиме, тука е 24 година. како ликовница и со заеднички фотографии. Видовдански песнички сусрети, повторно едно издание од соседна Србија. Веронаука. Тоа е книга посветена на мене, мислам, ја даде попот што ме крстеше, Така. во која што сум тука со фотографија внесена. Во книгата. Моето крштевање како Твоето фотографија застапам. Сега, сакам нешто поврзано со тебе и со твојот живот. Полека гледачите да дознаат која е Викторија Велева, од каде потекнува, каде е родена, како течел нејзиниот понатамошен живот. Ти си родена, за жените викат да ни кажеме годините, ама ние ќе прекршиме овде тоа правило. Родена си во 1969 година во Скопје. Тука си завршила во Скопје, основно, а потоа и средно образование во Хемискиот училишен центар Марија Кирис Глодовска. На насоката средно хемиско-технолошки техничар во 1988 година. Ајде малку за оваа твоја определба за хемијата. Случајна или намерна? Намерна беше, да ви кажам право. Намерна. Затоа што ја не ја сакав математиката и мислев дека во хемиско немам да имам толку предмети математика. Ама имаше, како што имаш и на факултетот за туризам, што пише математика. Да, ќе кажам дека и немаше бегање, морав. Потоа продолжуваш на факултетот за туризам во Охрид. Може требаше да останам на првичниот факултет. Во Никола Карев тоа беше културолошка насока и таман ќе ме усмереше во правиот правец. Ама животот нема репризи. Ме наведе да живеам, да студирам во Охрид и ништо не е случајно и таму и се крштав. Така. Љубовта кон Охрид ме... Ајде малку за Охрид. Да. Бидејќи ти си родена во Скопје, меѓутоа јас лично знам дека се занимаваш со фотографија, сакаш да фотографираш, дури мислам дека сакаш и видео, не само... Да, и видео. Не само фотографии, и видео записи да снимаш, да правиш, и дека Охрид и Охридското езеро ти се некако посебно омилени. Да. Што е за тебе Охрид? Свето место. Покрај Скопје, свето Тоа е место. свето место за мене. Вдохновение ми дава природата. Ми исполнува кога одам во мојата викендичка таму на луката, таа е луката на моето творештво. Цел Охрид е пред мене. Во кој дел е? Тоа е под Рамне, планината Рамне, на селбата Гоце Делчев сега, поранешно Бејбунар се викаше. Бејбунар. Над болницата се наоѓа. Над болница, да, знам. Значи, целиот град се простира како на дланка. Ноќите се како градот да свети со кибричиња и многу е романтично. И тука цело лето го преседувам на Лулашка или на... И секоја фотографија од Охрид која сликам, ме вдахнува. Тој дел ти е најомилен во Охрид? Не. Канео ми е најомилен. Канео ти не.
Свети Наум, Свети изворите. Наум, Добре. Струга, како струга, Чекав има тоа друга. да кажеш и овој другиот дел кај тврдината Далјан струга. Далјан Иако и да. твојата населба Бејбунар има своји убавини, зашто е над оној дел од биленините извори, тука е планината, Да. тој спој На езерото се гледува во планината и обратно. так. Рефлексијата ја дава. Так. Рече пред малку, Света Софија, црквата, нели? так, апсолутно. Рече пред малку дека си член на Сдруженијето на просветни работници, литературни творци на Македонија. Како што кажав, се занимаваш и со уметничка фотографија, со опатување и овековечување на пейзажите од Македонија, од Охрид, од Охридското езеро, и дека тие играат посебна улога во твојот живот. Може ќе направи некоја следна изложба, зајбаш. Па, апсолутно. Можеме да те и заедничка вие ликовна јас, Па мислам фотографска. дека човек треба Не нешто спојува уметноста, мислам, во сите пори нешто навлегува. треба да планира, треба да верува и само така нешто и ќе Се постигне. насочиме, да. Апсолутно. Хајде едно прашање кое што е битно за тебе. Ти негуваш посебна љубов кон животните. Здомуваш напуштени кучиња и мачиња, што зборува за твоето широко и топло срце. Од кога ја забележа оваа љубов кај тебе? Од секогаш, дете? од рано детство. Од рано детство. Зајчиња, папагалчиња, кучиња, мачиња беа во мојот дом. Значи, моите ми носеа. Ништо ти отворе продавница за домашни миленици. Во Ме смируваат, едноставно ми се како Апсолутно. лексилиум. апсолутно. Вибрацијата ни ја осеќам и обострана. Во твоите повеќестрани активности, ти си и член на хоровите. Значи, Така на е. гледачи им кажеме дека знаеш да пееш и пееш. Значи, во хоровите Кочорацин, Серенада и на културно-уметничкото друштво Славјанка. А Славјанка сум член од 12 така и на- 11 2005 година. Така наречениот руски хор. Да. Во овие рамки си го завршила и онлайн курсот по руски јазик, подржан од Руската амбасада. И добитник си на благодарници за ширењето на руската култура и писменоста. И исто така имаш освоена награда за читање поезија на руски јазик. Од Пушкин. Писмата на Татјана кон Онегин се викаше Така. песната. Покрај активностите во хорското пеење, ти, како што кажавме, со своји поетски и прозни творби си застапена во повеќе зборници заедно со други автори. Сакам за пеењето нешто. Таа дарба, тоа е Божја дарба, пеењето. Кога ја забележа? Исто така од Уште дете? од детство, да. Јас следев Макфест, Евровизија, глумците пеат. Од секогаш застанував во ходникот на покрај огледалото, се огледував со микрофон. Пеев, оде во музичко училиште. После тоа заболев од заушки, па го прекинав тоа. А што сакаш да најмногу да пееш? Која музика најмногу ти се допаѓа? Поп-рок. Поп-рок. Да. Ама сигурно ја И преферираш, ја сакаш и народната извор на Како што Македонија. осозревав, и сега и гајам љубов и кон народната песна. Сега, Кон македонштината, како полека доаѓаме до едно прашање кое што сакам да ти го поставам. Ти си домско дете. Да. А, И книгата им ја посветувам на моите родители кои што ме на твоите израснале. родители кои што те усвоиле. Усвоија и ме гледаа повеќе од, мислам, како никој родител, и Јас- биолошки родител не би ме гледал. Ја ќе ги спомнам нивните имиња. Може. Кирил и Лилијана Вецевски. Така е. Тие заслужуваат затоа Со што почет, да. тие те земале и тие те одгледале. Ме оформиле ова. Но, кога зборуваме за ова, за животот во дом, за посвојувањето и слично, тука има една врска со Живко Чинко. Да, неговиот сак- филм Големата вода Сакам ти малку да ми проговори за го тоа. отсликува животот на децата во домот. И секоја чест на тој писател.
Така. што тоа го изрази на тој начин и кога читав книгата негова, го споредував со филмското дело и многу убаво е тоа се прикажано. Реално, значи. Реално отсликано. Доживеено. Читајќи ја книгата, ја најдов во рафтот на мојата библиотека, го најдов неслучајно името па на мојот татко, со измена една корекција во името, во презимето негово, Киро Вецески. Да. Сега да... И почнав да истражувам како може како да се најде неговото име во таа книга. Така. И по некои случаи збиднување дознав дека татко ми го ослободил Охрид во првата македонска бригада, па веројатно се знаеле од мали како деца. Сега... Тоа се мои предпоставки. Да. И како почито него му го спомнува по име и презиме. Сега дека ништо не е случајно, твојата рецензентка и пријателка, Да, повторна средба. професор доктор Виолета Ачковска, е внука на Живко Чинко. Да. И таа во текстот, во рецензијата, затоа и те прашав, токму ова го потенцира, дека ти си домско дете и дека делот од песните, од стиховите, се инспирирани, се поттикнати токму од тој е факт, од тој дел од твојот живот. Сакам нешто лично, иако знам дека е интимно тоа, да те прашам. Голема е потребата и потрагата да се дознаат вистинските родители? Тоа како дете ти го чувствуваше како голем прашалник, како некаква траума, болка или не беше љубопитна да копаш, да истражуваш? Не ни дознав, не ни знаев. Кога дозна? Скоро дознав, тоа 2000 година го дознав. А скоро дозна? Да. Тоа се чувало како тајна? Да. 2025. Никој не ти префали од другарчињата? Никој? Не знам, мене подсвеста сигурно ми работело. Ми префрлале, ја тоа не го памтам. Аха. Нешто ме... И како дозна? Кој ти кажа? Нешто ме водело да прашам мајка ми и да ја прашам, па нели не сум твое дете? А ја праша? Чисто од излегува од устата тоа прашање. А ја праша? Ја прашав. А зошто? Некој Така те поттикна? Никој не ме поттикна. Никој? Самочувствие? Самочувствие, така едноставно излегува од И она ја стаписа? И се звуни? Повторно вика, па да знаеш и не си моје дете, пошто карактерно не бевме баш многу слични. Како да не сум твое дете, или така, може у тој смисол така нешто си прашала, али нешто ме и терало. И она ти вика, па и не си. Па и да знаеш не си, тогаш... И се приказната животот ми се превртува наопаку. Се разврза приказната. Се разврза и дознали и твоето тогаш потекло? Збориш и действуваш како да снимаш филм, како да не сум јас. Се разоткриваш, прашуваш, ја поддржуваш. Фала ти, мамо, што ме одгледа, јас сум ти благодарна, ја и понатаму те сакам. И откри ли кои ти се твоите вистински генетски? Да, открив мајка ми, она има чувано некролог ливче, ми го покажа. Но ја најдов ме нели во гробиште, на гробиште по бројна на парцела најдов. Да. Да, го имаш тоа во книгата. Јас за гледачите ова те прашувам. Не е уште познат таткото. Не е познат. Што мајката била млада, тие давнишни времиња било забрането да се раѓа, нели, љубови да се има. Да. Тоа е енигма, се уште е енигма. Добро, ти имаш родители. Не е битно, да. Тие родители што те одгледале, тие се ми се твоите правите родители. Тие се вистинските Чисто мене родители. ме водеше... Биолошки. Да, интересот кој ми се корените. Така. Али моите прави родители се сегашните родители. Добро, ама знаеш која ти била мајката, да. Вистинската мајка и која ти биде... роднините нејзини запознав, дел се уште ги запознавам. Така. Кој ќе сака со мене може да ми приде, слободно е. Да ми се покаже. Па да. Во бањиште, кога бев во Дебарските бањи, пошто мајка ми од Дебар, го запознав братучедот Јована, мислам се викаше, од црквата, ми отвори црквата, се запознавме, така мал е светот. И што ти викат, ти си наше чедо? Јас му пристапив. Да. Пошто, да. Таму. Најдов и други роднини што живееле, што треба тек да ги запознам. Значи, кај тебе сега има 3 места. И е богатство да имаш поголема фамилија. Значи 3 места. Се отвара. Скопје, Охрид, ама и Дебар. Да. Така. Викторија, сакам уште нешто те прашам. Во твојот животен век, ти не си толку стара за да говориме за да, не, животен, многу оставено, животен век, ама
Се надевам на понатаму. Ама си работела и како соработник на Радио Скопје, си подготвувала материјали за... Ја ги снимав прилозите, што и да во емисии. вестите. На лента Добре. снимање на прилози. Добре. Новинарите ми ги доставуваа лентите Така. во една соба 2 на 2, таа се наоѓаше кар 603. Добре. И ми беше интересен тој период од животот, да ви кажам. Памтиш ли некои имиња да ни кажеш? Ангелина Симоновска, Добре. моја пријателка на мајка ми, ме внесе во радио Те внесе, телевизиона, така, беше, добре. таму работеше. Исто поддршка имав од Љубиша Николич, кој ги Николич. водеше нокните емисија Предизвик во ноќта. Да. Тој е исто и поет и фудбалер, може Точно. да Го го знам поканите и лично. него, да го Лично. поканите во емисија, прекрасен човек. Го знам, Љубише, прекрасен. И многу добро ме прифати. И Марин Бабич, значи го имам слушано Бабич. нокните емисии за жената. Јас сум нокно суштество, знаете како се поетите, значи од секојаш нокта ми била предизвик. Ночни птици се вели, да. Зошто вика учиш мајка ми, вика навечер кога може се бале, викам не можам, тогаш ми учењето мене. Добро, вака, Концентрацијата. подсетувајќи се, еве, ти го спомна Љубиша Николич, Да, ама ова секој чест до него и поздрав ако ме што гледа. го спомнавме и Марин Бабич. И Марин Бабич. Марин Привет. Бабич беше не само необичен глас, беше и необична личност со своји ставови, интелект, а пред се шарм. Имаше кај него Допираше до нешто секоја продухове, жена. така. Имаше една духовност што беше блиска до секоја душа, до секој човек. И тоа е таа Величина на човекот. да, тоа е таа енергија која што се дисперзира и ги спојува луѓето. И глумците пеат, нели? Така, така. Организатор на... Како што глумците пеат, така и ние тука поетите пеевме по бродот Свети Наум. Така. До Свети Наум се дружевме, исто имаме организирано. Сакам Со Вера Самојарани да. и остваривме една заедничка збирка. Сега сакам да малку да те прашам Рецитиравме и пеевме. за нешто што е сегашност, со време. Ти си многу активна. Буквално те има на сите манифестации и активности, каде што учествуваат голем број личности што ја сакаат поезијата, ја сакаат музиката, го сакаат другарувањето. Тоа е една неформална група, една групација. Тие луѓе самите се наоѓаат, Се пронаоѓаме меѓусебно. така, и се снаоѓаат, бидејќи кажат и пред малку и собствени средства, Самофинансирање без никаква финансиска надоместка. Вас ме поврзува љубовта, тој заеднички активизам, Така. ја би рекол тоа другарување, колективно, заедничко, групно настапување, објавување во книги, во зборници, во алманаси, но и на различни манифестации, приредби, свечености и слично. Во кој дел ти си посебно активна? Ја знам дека си активна и во книжевноста, активна и во пеењето, но кој е тој дел кој што некако е твој и ти тука се чувствуваш најсигурно и тука ја гледаш твојата иднина? Како Викторија Велева, автор и творец, Тоа е колаж. а не само репродуктивец. Добро? Колаж помеѓу песната, уметноста, Значи во тој поезијата, микс. фотографијата, све ми е така некако сме во еден сублимат, ми е споено. Остана ли Али мора на нешто да се потенцира, да се даде на печат. што би ставила? Па ти? сега на пишаниот збор е. На пишаниот Тука сме во вистинскиот збор проговорува Така. и мислите течат, како река. Останува ли некоја сфера, некоја поле? Што не сум го доискажала. Да, за твои идни љубопитства, за твои идни потраги, истражувања, затоа што едно е литературата, друго е музиката, трето е фотографијата, сериозна исто активност, сериозен ангажман. Па како што рековте, и камерата, видеото ме привлекува, да овековечам, да ценам колегиите, нели, и вашето творештво. Да. Сакам да ги удостоам луѓето со мое внимание, да им посветам внимание со мои видео снимки. А кога ќе дојде за мене, малку се поскржам, ги нема никаде. Бе, кај сум ја, викам да ме... Зашто нема овековечевте снимки? Заборавивме.
немавме меморија или така, поретки се. Инаку сум се давала свестрано, или преку фотографија, или преку видеа. Така. И ги величам луѓето, и не ги сакам кавгите, не ги сакам... Бегам од кавгите, сакам смиреност, да владае колективна соработка, без оглед на секаква припадност. Јас... Пошто уметноста нема граници, во секој поглед. Јас длабоко го ценам твојот ангажман на планот на фотографијата и видео снимањето и сакам јавно пред гледачите да кажам дека Македонија е неизорана нива, Ризница. Токму за тој ангажман. Ние имаме толку заборавени, напуштени села. Да, тоа многу ме влече исто Куќи архитектурата. кои што пропаѓаат Да. секој ден, буквално. Од кал. Така. Имаме една негибната природна природа, намерно ја правам ова кованица. Ние, всушност, често и како да не знаеме што имаме се и што треба да овековечиме, да забележиме, за да биде трајно, за да остане. И токму тука, јас еве го гледам твојот, јавно пред гледачите, ти посочувам, го гледам твојот ангажман, бидејќи знам дека си љубопитник, човек што сакаш да патуваш, човек што сакаш да истражуваш, значи еден немирен дух, и мислам дека тука... Патописната репортажа би била добра. Тука има поле, Со работа. како што велеше Гоце Делчев, за културен надпројам меѓу народите. Ама тука има поле за твоја идна надградба, за твој иден ангажман. Ми благодарам. Што би ме исполнило тоа. И мислам дека токму фотографијата, тие видео, па може и аудио записи, да го продолжат векот на државата, на реткостите, на знаменитостите, на убавините, бидејќи имаме такво културно наследство со кое што треба да се гордееме. Од една страна везовите носиите, од друга страна, како што реков пред малку, Да, и многу носијам фотографирано. негибната природа, а од трета страна едни села, едни куќи што немилосрдно Со чардаци, со пропаѓаат, тераси, да. со неверојатна архитектура, со чардаци. Например, се отвараат коцкарници во Охрид, каде што нему е место на самата Да. шеталиште. Мислам, тоа не е соодветно. Тие Заштита на УНЕСКО. некогаш познати, ама многу често анонимни градители создале ремек дела. Ние имаме такви куќи, ти го спомна Охрид, таму. Татко ми архитект беше. Да, го спомнавме и Трговски центар го има проектирано. Така. Го спомнавме и Дебар. Да. Значи, старата македонска архитектура плаче за фотографирање, ама плаче и за реставрирање, за обновување. Да се задржи традицијата, стилот на градбата. Апсолутно. Со тоа историјата. Да не исчезне никогаш македонската куќа, Минатото, да. македонската архитектура. И уште нешто сакав да те прашам. Куќева исто на железничките куќи кај што живееме ние тука. Да. У близина кај што е вашата. Што исчезна. Што исчезна, ја ги фотографира, викам чекај да ги овековечам. Е универзална сала. Оти ете тука, нели, знаете самите. Сега се извишија згради. Големи згради. И ги нема во моите архиви, да. Ама еве ти си ги фотографирала. Да, еве одлично. Во Скопје има толку стари куќи, напуштени, заборавени. И во Охрид исто има под Рамне. Фотографирај ги, зашто фотографирам, утре душата им збори од нив. Зашто утре ќе ги нема, ќе ги снема. И обично ги фотографирам портите. Портите. Многу ме привлекува дрвените порти со катанци. Порти со катанци, па некои со синџир. Да, каде што веќе нема живот во нив. Паднала една греда на косо и толку завршил животот. Така. Тоа е жалосно што не се реставрираат. Така.
Подготвувајќи се за Арбитр. ова емисија и за овој разговор, сакав многу нешто да те прашам, па едно од тие прашања за кои што сакав да те прашам, ти ја одбра уметност или уметноста те одбра тебе? Взаемно се одбравме. Кога почувствува ти дека Чествував имаш потреба за фотографско студио Елема. изразување? Елема, Да. така. Ми беа професори Владимир Велјановски и Владимир Георгиевски. Одев на курс по фотографија, тогаш ја запозна фотографијата. Па во една прилика еден уметник ми рече, фотограф, знаеш, вика, ти си подобар поет сега него фотограф. Така ме насмеа некако. Што не мора да значи сега. Така беше неговото мислење. Али имам, мислам, купив свој полупрофесионален апарат, Никон имав. Ментално не сум толку активна, али и мобилниот врши работа во некој след. Али би посветила Јас повеќе. познавајќи те, оно колку што те познавам, знам дека многу скоро ќе имаме и изложба од твои фотографии, што лично тоа го посакувам еднаш да кажам. И Благодарам. уште нешто. Со објавувањето на овие твои нови книги, со поезија, со проза, значи со песни, со раскази, мислам дека ќе биде добра прилика, бидејќи Да се направи сублимат помеѓу поезија. бидејќи Тоа и сум го замислувала така. и спој. самата си спој како Да, личност, Тоа го имам на така замислено. повеќе сфери и уметности, мислам дека тие промоции не треба да бидат сепаратни, одвоени, па да се Да представува бидат само заеднички. книгата, туку мислам дека тука треба и фотографијата, па и твоето пеење. Би било Да, многу. па затоа и на самата промоција учествувавме дел од членките од Славјанка, пеевме да. спонтано. Тоа е нешто што денеска се практикува модерно. И дава со целина на време. целиот настан. Апсолутно. И на Зошто? мојата личност. Затоа што и нема резки граници нема, меѓу стрикно, уметностите. да. Ова е за деца, ова е за возраст. Тие граници се непостоечки, невидливи. Или ова е литература, а ова е музика. Или ова е сликарство. Толку е поврзано едното и другото и третото. Да. И убаво е што денеска се поголем е бројот на личностите од типот добар писател, ама и сликар. Или добар музичар, ама и фотограф. Или добар актер, ама и режисер, пример. Да. Значи, мултикултурно настапување, мултикултурно мислење и размислување и однесување. Како да сте ми ги прочитали моите мисли. Така. Мислам, Значи, за буквално во таа полифонија на љубопитства, на интересирање, во тој микс, ние ја запознаваме и личноста, и неговиот ракопис, неговото писмо, но и на консументите, на публиката, на читателите, на гледачите, им кажуваме и укажуваме дека Нема граница. нема граници и дека е се поврзано. Се е јасно. Се еден, Ланец, еден една синџир. нишка, еден гердан, алки и дека буквално, како што реков пред малку, уметноста е една неизорана нива. Каде и да копнете, никогаш нема да завршите. Ќе дојдат и други што ќе копаат, нови генерации, нови поколенија. остане за поколенијата. Ама и вие лично, Ќе допринесеме. секогаш ќе видите дека колку и да копате, колку и да истражувате, дека ќе остане многу неистражено, многу недокопано и дека буквално има место под сонцето и за сите нас. Има. И Само да се најде. толку има теми, толку има мотиви, само, како што беше пред малку речено, треба малку и ноќе да се работи, да не се спие,
ама не само ноќе, и дење. Дење. Значи да се биде активен, ама и да се биде хуман, да се сака нешто да се направи и да се подари без материализам, без пари. Да. Тоа поранешно волонтерско. Тоа што го давате, тоа е Работење. ваше, како рекол Живкоченко. Така. Сега, бидејќи се приближуваме кон крајот на емисијата, еве јас ќе направам малку место за овој наш свиток и ќе те замолам да ни се подпишеш и нешто да ни напишеш како твоја мисла, твоја... И со и Света Петка, порака. тамо ода во таа црква, Света Петка, Так. со мојата кума. Так, ајде овдека твоето име, значи Викторија Веле во овој дел, овдека една порака, една мисла и твојот подпис, Викторија. Во продолжеток? Овде. Не ти даваме на другиот дел, зашто тука мислата треба да биде. Овдека треба пораката, мислата. Десната го? Од тука почти. Изгледа ќе ти се допише тоа. Можеш и да ми го прочиташ, зашто јас... Зачувајте го детето во себе, Одлично, чувајте го детето во себе. да збори како само тоа што може да... Љубе Цветановски, писателот и изворедниот патописец и репортер, имаше една прекрасна книга со наслов Детето во мене. Да. И додека е детето во нас, Додека ние до тога сме живи. До тогаш сме живи. Да. И чисти, искрени. Така До е. тогаш сме живи. Ајде уште еднаш на крај ќе ја прочитаме целата мисла, целата порака. Зачувајте го детето, добро? Ајде прочите. Зачувајте го детето во себе. Како што тоа само може да се искаже, Добро. до тогаш сме живи и искрени во секој поглед, Добро. И како солза. добро. И подпиши се. Искреноста секогаш победува. Така. И сакам со рака да ти честитам за Благодарам за приемот во вашата емисија. се досега што имаш Честа. направено и продолжи така. Ќе има и нови Наравно. средби, нови разговори, но најбитно е Творецот да остави зад себе творештво и своји творби, своји дела. Ти благодарам, Викторија, што вечера беше наш гостин. Ви благодарам и на вас. Со почет.